Велес е посебен и заради островските оази на Вардар, малите ади кои ја делат реката на две, како копнени очи околу кои брзаците низ времињата се тркаат со возовите, полни со велешки моми и ергени, оние од неговите песни. Порано тие биле полни со студенти, таленти, работници, борци, со слободарска мисла и интелигенција која итала со мечтите кон светските дострели. Меѓу нив се издвоија тогаш младите велешани кои станаа движечка сила и му го донесоа денешниот футуризам на градот. Да се сонува, налактен на прозорец од воз, низ белите мугри на Рацин и низ килимот на природата на Чашка, да се брка сонцето низ гранките и искрата во мислите. Ете, тоа е споменот за Велес, низ кој од сите страни пиркаат времињата. Кочо Солев Рацин. Ќе падне овде некоја поезија сега? Што е синоним за градот, нешто со кое ние се идентификуваме. Инаку во Велес има два споменика посветени во чест на Рацин. Едниот е постар, се наоѓа токму во дворот на гимназијата, а другиот е во центарот на градот, на самиот кружен тек. Тој во центарот е понов споменик, пореалистичен, меѓутоа интимно ми е овој подрак, затоа што станува збор за една апстрактна представа на Рацин во една атлетски димензионирана форма, во духот на југословенскиот брутализам, кој сега некако како одново да го откриваме, неговото значење на таа архитектура и на тие споменици од тоа време. Тоа е овој споменик. И тука често пати се прават некакви чествувања врзани со датуми за Рацин и врзани со одржувањето на поетската манифестација која го слави неговото име Рациновите средби. Мене ова ми е интимно многу драго место затоа што ме врзува за 4 години од мојот живот, гимназиското образование. Многу сме настапувале тука преку рецитаторската секција на гимназијата. Многу често сум рецитирал стихови од Рацин, не само од неговата социјална, туку и неговата љубовна поезија, од антологијата на болката, која некако мислам дека е неправедно запоставена во име на неговата социјална поезија. Таа е некако попопуларна, луѓето повеќе ја знаат и ја препознаваат. Јас затоа, извини ќе те прекинам, не случајно реков пред малку, овде ќе рецитираш, овде нема многу муаве. Ќе рецитирам, и на секојаш кој ќе го видам овој споменик ми доаѓа на мисла Татунчо. Тоа ќе те прашав што ти паѓа прво на памет, Татунчо. Татунчо. Тоа ми доаѓа Татунчо. Не ме колни, не ме жали, не ми нижи ни за клетви, камен тежок живот ми е, а потежок одзив пусти по народни думи свети. Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвара срце, порта невисока, срце куќа не широка. Ако жена не донесов ѓу трендав у водаја, добра, млада, верна љубов. Не ме колни, не ме жали. По борбата другарката, сонце трепти, сонце сјаја. Неверојатна поезија, нели? Оваа песна мене секогаш ме врзува како да е напишана за неговиот живот, како да е напишана за животот на сите оние луѓе кои ги положиле животите за онаа слобода која ние денес ја имаме, ја живееме, а кон која имаме релативно површен и несериозен однос, нели? Се разбира, Велес е град со револуционерен дух, не е само Рацин, има плејада херои кои се бореле за слободата која денес имаме. И оваа песна некако мене секогаш емоционално ме подсетува на сите тие луѓе. Тоа е всушност животот на еден револуционер кој ја жртвува сопствената лична среќа во име на борбата за правдина и борбата за слободен живот.
Васил, ти благодарам што вака ми изрецитира на уво нешто. нели? Навистина убаво доживување морам и привилегија е, па нека љубоморат сега сите. Сега да не ја, нели, толку правиме работава сериозна, Да, хипотетична. па не, ќе се расплачеме за некои, нели, времиња сега да одиме на некое место кај што може би имаш малку поведри спомени. Па ќе Знам дека сме некаде во близина на нешто. Многу поблизо. Ајде, одиме. Велес е паметен град. Со паметни луѓе, паметни машини, паметно езеро. А ова е приказна за младоста покрај подмладеното езеро Младост. Ударнички градено со лопата и песна, Велешкото огледало се уште ги чува спомените за неговото раѓање од реката Отовица. Природата не даде, но човекот создаде меѓу сиот тој килибар од Велешка шума и езеро за да биде цело она што е се. Срцето на Македонија заклучивме дека е облагородено со уметност, продуховено, ентузијастично, младешко, како неговото езеро кое повторно заживеа последниве години со проекти кои го рехабилитираат неговиот туризам. Тоа е прва иновативна туристичка дестинација со 18 предвидени елементи. Од голем значај и убав пример е инклузивното игралиште Парк на срцата, кој е наменет за лицата со посебни потреби. Овде е предвидено уживање и релаксација за секој. Направена е пешачка патека, тротоар покрај езерото и еко-камп во облик на вински буриња, асоцијативно на винскиот пат кој завршува во Тиквешко Кавадарци. Се е поврзано и достапно, а главен водич е мирисот на храната, кој ве кани од таверните и хотелите околу езерото. Велешката пита или пастрмајлија на велешки начин е со прелив од јајца, да ве држи цел ден. Веројатно била оброк за сила уште додека траела работничката акција за изградба на браната и кеот. Денес се оди на романтика во романтик, затоа што овде убавината милува од сите страни. За влюбените гнездо, а за љубителите на идеалниот спокој медитативно засолниште, бегство во тишина. Но подеднакво интересно и за оние со адреналин до коска, јавачите на ендуро мотори кои ја добија првата трка за која има надеж да прирасне во традиција. Велешко е рибарско село, резервоар на крап, клен, лињак, попадика, црвеноперка, костреш, смуќ, сом. Овде има и сребрен карас кој се лови во секој период. Кој знае какви желби исполнува, бидејќи е сребрен, нели? Но со самото присуство во овој мал рај, сметајте дека сте срекли. Те донесов на езерото Младост затоа што ова е едно од најзначајните излетнички места за Велешани, не само за Велешани, затоа што доаѓаат и доста туристи од целава држава и оние кои попатно, нели, транзитно минуваат низ Македонија. Покрај речните островчиња на реката Вардар, некои како деца, нели, често не носеле родителите на пливање. Нели, во Велес, ако сакаш да научиш да пливаш, тогаш
го правиш тоа во реката Вардар. На Вардар се учиш. Затоа што е брза река, нели? И да знаеш и да не знаеш ќе Ќе научиш. мораш. Ќе научиш. Овде Велешани го користат ова е вештачка акумулација, нели знаете? Направена некаде 50-тите години на 20-тиот век. Потопено една мала селска населба долу. Меѓутоа е важно летничко место на кое Велешани традиционално доаѓаат за 1 и 2 мај. Тука сме доаѓале како деца со родителите, а и подоцна, нели? Ова е едно од најубавите места во околината на Велес. Ние Велешани често знаевме да кажеме дека езерото Младост и околната шума се белите дробови на градот, но за жал знаете дека пред некоја година во тој катастрофален апокалиптичен пожар изгореа садници стари по 50 години, така што овој дел доправа ќе треба да се пошумува и можеби ќе требаат многу години за жал за да се врати во онаа слика и во онај песаж кој ние го паметиме. Ги спомена шумите, некаде имам прочитано дека нели една од тие легенди преданија за името за Велес дека дошло од влес, што значи во шума. А тоа е поради шумите кои што ги има во околината на Велес. Па веројатно има повеќе предани и легенди за околината на градот, нели од бог на шумите и така натаму, меѓутоа во секој случај забележувате дека ридовите околу градот се голи. Така, сега да, за жал. За овој дел од Македонија специфична е тие медитерански грмушки, нискостеблести, значи нема многу природни шуми, така што ова е пошумувано, значи од многу генерации, од како е направено езерото. Меѓутоа ете сега уште останаа некои опожарени места и доправа ќе се пошумува. Мислам дека со добра организација и на државата, и на градот, и на Велешани сам иницијативно за некое релативно кратко време ќе се врати онака како што ние го паметиме. Иако јас езерото никогаш не сум го сакал за пливање. Тоа ќе те прашувам дали се имам катало некој овде. отпор кон вештачки акумулации, така што меѓутоа е убава природата, има прекрасен мир, убава тишина. И овде многу често знам да доаѓам во слободно време, за викенди. Сега особено, нели, есен еве, се боите. Прекрасно, баш есенски вој. Така мирно, да си дојдеш за спокој во душата ми се. Прекрасно, мирно и езерото, се огледува целата природа во него. Имаме врева сега малку. Да. Еве, ни доаѓа. Да, доаѓа, имаше и лебеди пред известно време. За жал несовесни граѓани ги ловат, нели? Обично доаѓа доста птици преселници во фазата на преселбата, но ете некои останаа и овде. И многу голема. Се прилично питоми, нели? Научени се дека голем дел граѓани доаѓаат, ги хранат. Но е така едно блиско место до градот каде што човек може да дојде и да биде во некој понепосреден контакт со природата, иако Велешани покрај на езерото Младост често одат и на реката Бабуна и Тополка, тоа е во долниот дел на градот, или на другиот влез од градот, кога доаѓаш да речеме од Прилеп или од Стоби или од Гергелијана. Како деца? Бабуна е исто прекрасна река, прилично студена. Исто како деца сме оделе таму, има прекрасни вирови за пливање. И таму ли? И точно така знаевме каде ни е дејтот, каде се наоѓаме, на први, втори, трети вир или на Пешти и така. Тоа сакав да те прашам, како деца претпоставам сте доаѓале овде и веројатно нели каде ќе одиме на езеро па било некое доживување, ти се чинело дека кој знае каде одиш некаде далеку. Тука си правите љубовни средбини. Па така, Васил, те чекам тука. Романтично место, ова е велешка романтика. Ајде да кажи ми некоја велешка романтика. Ги има повеќе. Немој само да го обиш, раскажи, Ги има повеќе, ама се сите убави сеќавања. Убави сеќавања и ова е едно од ретките места во градот на која секогаш се задоволствувам да се навраќам. Иако јас знаеш и самата сум прилично зафатен и кога доаѓам во Велес доаѓам пред се заради ангажманите во театар, но кога имам слободно време, речи си секогаш доаѓам овде да испијам кафе, да прошетам. Има прекрасна пешачка патека и од ова и од другата страна на езерото. Одлични услови за џогинг, за спортување. Ги спомена првите љубови. Кажи ми, ја паметиш ли првата љубов? Како не? Не сакаш да кажуваш сега, ама со чашка ќе ми кажеш. Нема да спомнувам имиња, ама тоа е уште во периодот на основното училиште, нели, оние први
Први се ученички љубави. Сега со чашка има да се отвориш, што ќе кажеш сега. Сега каде одиме рече? Сега одиме на Романтик. Па не може, без романтика нема. Ете, да, затоа е така името веројатно. Тој е на таа страна од езерото, има прекрасен поглед на езерото, се надевам ќе ви се допаде. Значи уживањето продолжува. Продолжува се. Убаво реков јас во најавата, ќе се смееме и ќе уживаме. Ќе пробаме нешто. Нешто велешко сигурно. Па сигурно. Ајде да видиме што е тоа. Васил, фала ти за идејата да ме донесеш овде, навистина е прекрасно местово и Вака е убава завршеница за ден. Да. И некако цел ден се навраќаме на спомени, нели, ете, основно училиште, средно училиште. И сега мене ми дојде еден наш заеднички спомен, од кога всушност јас и ти се познаваме. Така е. Ние се запознавме во далечната 2003 година, тогаш ти доби награда за тебе лица. Така е. И таа година, освен што се запознавме, беше судбинска и за тебе во однос на љубовта. Така е. Така е. Периодот на љубовта со Калиопи. Вие впрочем токму тогаш и се запознавте. Тогаш за прв пат во живо се сретнавме. Така. 2003-та. 2004-та веќе бевме во брак. Не останавте заедно како брачни другари, меѓутоа останавте пријатели. И ти си еден најблиски. Да, од луѓето кои што велиш дека оние работи кои што вредат не треба никогаш да се отфрлаат, забораваат, Па не само тоа, јас генерално сум човек кој се застапува за тоа дека човек никогаш не треба да гази врз сопствените избори. Затоа што ти изборите всушност говорат за тоа кои сме ние и какви сме, така што мене ми е многу драго што Калиопи ми беше и ми остана најблизок пријател. Веројатно, нели, вие се најдовте и по љубовта и по енергиите, така, меѓутоа лично и уметнички. Да, и таа го дели истото мислење како и ти. Апсолутно. И без оглед што ние професионално сега не соработуваме како што соработувавме во тој период, нели јас бев дел од продукцијата, се грижев за околу креативниот, уметничкиот облик на она што таа како музичка уметност го создава. Многу се дружиме, сме многу блиски, таа не пропуштила ниту една моја премиера. Знам, не ти поминува ниту еден роден ден без убава пропуштам незини концерти по Балканот, затоа што сум врзан со репертоар и ограничен сум со слободни термини, не можам многу често да патувам, но ја користиме секоја прилика да се дружиме. Што е навистина, освен нели што е преубаво и ретко. Па за жал, да. За жал е тоа што е ретко. Јас се надевам дека луѓето ќе сватат дека убавите приказни никогаш не завршуваат, ја само добиваат еден поинаков облик според кој постојат и понатаму. Ете, ја спомнавме нели Калиопи и музиката, ти си велешанец, нели? Во Велес има така чалгија, рече дека си имала афинитет кон танцот, си свирал кларинет во нижо музичко, тоа го запамети. Сега дури со Калиопи снимивте една песна, Пурпурни дождови. Не можам да се сетам која година беше, ама 2000. Па тоа е 2004-та. 2004-та. Тоа беше песна која што таа одамна имаше подготвено. Меѓутоа чекала вистински компатибилен глас за нели да го сними тој концепиран дует. Senki bez glas pravat gorčina slatka da jave i son ovoj ne mi reko pesma besposleden ton Može bit barana uteha jedan za drug koga znajme dobro nam ovaj svet nije tuk Sekoj purpuran došto se levo nas ni dava sila ni nosi spas I neka leja
леја дождови, од милион капки насмејани, течат солзи без глас, тлее небо над нас. Овој пурпурен дожд носи радост, ни носи спас. Мене тоа многу ми се допадна. И самата композиција и текстот многу ми се допадна, аранжманот на кој го направи Дарко Димитров, затоа што е многу модерен, баш е ултрамодерен. Таа тема и денеска звучи како да е сега направен, или иако е пред колку години. И така се роди тоа. Гостував на албумот, таа година исто снимав и пратечки вокали на некои од композициите, бев и гости на турнијата, на Unplugged концертите. Убави времиња, убави соработки, покрај кои запознав прекрасни луѓе, нели? Луѓе од музичкиот свет, кои како актер, преку театарот, не би имал прилика да ги се. Так. Сега, нели, кога ја спомнуваме музиката, ние сме еве во кафеана. Знам дека сакаш дружби, таков човек си секогаш. Како не? И не случајно во најавата реков убав лик, ама не мислев убав лик само физички, туку нели како убав човек, како душа, по душа, како да. душа. Сега, што сакаш да си запееш за душа? Не знам каква музика сакаш да Си пеам, слушаш. јас често си пеам. Јас многу ја сакам нашата традиционална музика. Македонската традиционална музика е светска. Си пеам, често си пеам. За Велес се врзани многу музички теми. Ше ме прва на памет што ми прави да се посврши Сербездонка. Ја знаеш? Како не ја знам, Се само не знам да пеам. посврши Сербездонка, на Сербездонка, на Јаричкови. Тоа е вистинска приказна, нели? Тоа е вистинска приказна, сите која е вистински песни се се случила и правени затоа е направена и таа тема, карактеристична. Има секако и многу други музички теми кои се специфични за Велес. Велес е град кој дал навистина големи личности и големи уметници од светот на музиката. И не случајно се нарекува колепка на културата. Апсолутно. И не само културата, одовде излегле и многу големи научници, истражувачи. Видовме дека уште ги има, денеска добро поминавме. Добро поминав. Сега, нели, кога ќе речеш кафеана, некако ти доаѓа асоциација Боем, па ракиичка, па здравица, а ти не љубиш, нели, да... Јас веќе подолго време не Так. консумирам алкохол. Но сакам кафани, не само заради добрата храна, туку пред се заради доброто друштво, добрата забава. Така, тоа ќе да прашувам. Некогаш знам да се напијам и јас, нели, љубител сум на жолта ракија, на вино, убаво вино, сакам и бело и црно. Меѓутоа поретко затоа што внимавам пред се заради професијата, заради ангажманите. Ние сме сега во фаза на снимање преспав, така што се станува рано, се легнува доцна, прилично е интензивен, напорен денот, така што не е баш препорачливо човек да... Така. Кога е изгледот во прашање, нели, оној физичкиот изглед, ти си прилично константен. Да речеме сега, нели, минус плюс ако се килограм или два, меѓутоа тоа не е забележливо кај тебе. Како успеваш да ја одржиш Па линијата? со многу голема дисциплина во однос на исхраната. Јас сум вегетаријанец веќе повеќе од 7 години. Значи не консумирам месо, месни производи, риба. Од време на време може по некоја варено јајце, млечни производи кои се со помала масленост. Едноставно морам да внимавам затоа што човек сите ние имаме некакви генетски предиспозиции со одредени здравствени нарушувања, така што мене ми е важно да сум здрав, затоа што актерот ако не е здрав, тогаш не може да ја врши својата професија онака што треба. Така што внимавам многу, се хранам по еден нутриционистички план кој подразбира правилни внесови на протеини, јагле, хидрати, редовно тренирам, сега последниве 6 месеци работам со тренер, фитнес. Секој утро си работам јога наутро, нели? Или правам некој краток фитнес тренинг од 5 минути, некој high intensity тренинг кој што просто ми го буди телото, ми дава енергија за оно што ме чека во денот.
меѓутоа не сум толку оптеретен со тоа, нели, дека имам некој план, едноставно се водам и од инстинктот, од она што ми го бара телото, но дефинитивно се чувствувам подобро и поздраво како се придржувам до овој начин на исхрана и не само на исхрана, начин на живот. Добре, значи не си сам кога изглед во прашање, имаш некој кој што се грижи за тебе. Секогаш е така подобро. Секогаш е така подобро затоа што има кој те надгледува, кој те контролира. Иако јас не сум човек кој знае да се залажува себе си, нели? Напротив, сум многу објективен, реален. Кога сум направил прекршок, следниот ден, нели, правиш малку поинтензивен тренинг, согоруваш. Давај бројче од човеков да се покриши за мене. Еве да го поздравиме, нели, него. Да го поздравиме, да си ги поздравиме. Симончо, да си го поздравам, мојот прекрасен, иако млад, исклучително талентиран, посветен, одличен тренер. Кога поздравуваме, морам да искористам сега да украдам и јас мала прилика да ги поздравам моите пријатели кои што се грижат, нели, за изгледот. Тоа е Reserved, нели, за гардеробата и Bove Studio In за Ти изгледаш вака убаво. Да, ти благодарам. Важни се тие луѓе за наша работа. Најважни дефинитивно. Тебе ти помага ли некој кога изгледот во прашање? Па тоа јас имам луѓе со кои си соработувам. Последниот период за некои поспецифични настапи се соработувам со мој драг пријател и соработник од многу театарски проекти, костимографот и дизајнер Раде Василев. Иако јас некаде до 33-та година бев прилично, нели, оптеретен со тоа. Сега јас веќе не сум во естетичката. Сега сум во етичката фаза. А сега во 34-та веќе нема потреба. 42-та. Секогаш има потреба да изгледате добро, уредно, така, адекватно на приликата, но не се оптоварувам со тоа, нели, каква гардероба е тоа. Едноставно ми е важно да ми е удобно, да изгледам добро, да е тоа адекватно за моето тело, за мојата градба. Секогаш сега ми е многу поважна суштината на разговорот, на настанот. Тоа е она што ми е важно. Се надам дека денес ти е убаво. Прекрасно си помни. И се погоди денот. Фативме мала пролет во есен, нели? И ми е драго што успеавме да го представиме Велес во едно убаво есенско издание. Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house, so you flushed it down the toilet? Well, this is what happened. Here come the MIBs. Here come the men in black. They won't let you remember. You good guys dressing black, remember that, just in case we never... Васил, овде не сме случајно. Така е. Дојдовме да ја искористиме шансата да се ставиме во филм. Дали знаеш ова возило каде било? Men in Black. Неле, па ти се знаеш. Секако. Па ова е уште еден од авангардните моменти на градот. Значи една од најнапредните технологии кои се произведува во Велес, е неверојатно голем хит секаде во светот, затоа што е ова грин технологија, нели? Еколошка, здрава. И јас тебе тргнав да ти спрашувам страшна работа. Слушај, Men in Black филмот и во неколку други, нели, холивудски остварувања, јас би сакала пред да се ставиме во филм, затоа што сме и двајцата вака да речем во доминантна црна боја, така пред ние да станеме, нели, Men in Black од Велес. Така е. Сакам да се прашам, кога го споменавме Холивуд, сон ли ти е Холивуд? Иако те прашав, нели, за Оскар, еве Холивуд конкретно. Холивуд е една приказна, нели? До која треба некако да се стигне. Иако јас лично како актер, како уметник, повеќе го сакам европскиот филм. Затоа што сметам дека главните уметнички остварувања се во доменот на европскиот филм и тоа од различни, нели, национални кинематографии, меѓутоа Холивуд го сакам златниот дел од Холивуд, нели? Она што на некој начин го издигна филмот на она ниво на кое што е денес, да е едно од најмоćните медиуми, најмоćните уметности, најсилните, планетарно моćни и познати. Дали потом тоа е прашање на момент, така?
сега вака бидејќи Холивуд ни е далеко, златните времиња помина, за жал. Јас и ти ќе си свртиме Ќе се свртиме едно круче, си ти сега. Па секако. И се видиме мене Блек од Велес. Секако. Ајде, одиме. Мене ќе ми биде прво влегување во овој. Па да оставам да се возиш само. Возачка имаш? Јас имам. А јас немам. Нема врска, ќе се повозиме, ајде. Полиција ако не застане ти одговараш. Во Велес ме, ти ќе фатиш врски, ајде, одиме. Alright, check it. Let me tell you this in closing. I know we might seem imposing, but trust me, we ever showing your section. Believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life with the Roswell clap. Show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Сега ќе подзачистиме малку наваму. Тука овие ми се подпативи. И јако е ова. Јако е. Кој би рекол дека ќе возиш прв пат во живот метларка, а? Мене Блек. За се има прв пат. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Влезени во филм, нашите експлорери го тестираа моделот GM636, Green Machine дизелче, онаму каде што се создава, во фабриката Брако. Комфортно за еден, а кнап или танго за двајца, со нашиот велешки микроентерпрайз ја осетивме славата на веќе светскиот водороден модел GM500H2, во кој се влюби и Џорџ Лукас, а се произведува токму овде. Најмногу заради футуристичкиот дизајн, тој одлично се вклопи меѓу сценографските аксесуари на Star Wars во Phantom Menace, со улога да ги полни летечките бродови. I'm TC-14 at your service. This way? А во Men in Black, на самиот почеток велешкото свиперче ја реши монструозната риба, со габаритна квази суштество, од оние најстрашните. Баш онака педантно си ја прикачи и ладно си замина. Зеленото пријателче со четки имаше чест да ја светне инаугурацијата на Бајден, а деновиве ја чува и Белата куќа во Вашингтон од најголемиот градски натрапник – нечистотијата. Се сеќавате на изреката «мало ама техничарче»? Такви се овие војничиња против градското загадување, кои со својот 100% еко-дизајн, овдешен од самото негово проектирање, го матираат и најупорниот противник со шахмат. Партијата е добиена со генијална идеја, но водородните свипери не се единствената сила во првите редови на најдобрите еко-производи. Брако има спектар на линии кои се добро познати, а нашиот фокус, не случајно во градот кој со години беше шампион по загаденост, сега е ставен на екосвеста и нејзината имплементација во фабриките. Станува збор за комплетно еколошката фабрика за поцинкувана жица, во чиј цел производствен процес се користи само електрична енергија за затоплување. Така се елиминирани сите нус појави на минимално загадување. Велес и Велс од Обединетото кралство. Токму заради Брако, сега може да седнат на партија шах. Сега уште рецептиве ги чекам велешкиве да видам што тоа Па еве веќе имаме нешто како за предјадење. Тоа е едно од моите омилени салати, ексклузив, тоа е свеж спанач со сушени домати, јатки од ореви, во пармезан. Некои сиренца, пармезани, ќе ги чекаме сега питите да стигнат, па ќе ги Питите затоа што е тоа нели Да. најкарактеристично јадење за Велес по кое што е познат нели надалеку. Сакам да те вратам само уште малку за модава. Ти си тип кој што нели можеш да бидеш и едноставен, меѓутоа можеш да бидеш и прилично екстравагантен. И тоа знаеш да го изнесеш. Зависно од приликата. Да, и тоа знаеш да го изнесеш и едноставно ти прилега. Има луѓе на кои што нели тоа не им прилега и завршува тука приказната. Меѓутоа кога се боите во прашање, искрено да ти кажам, еве да те гледам прв пат во некоја толку поживи боја, која што некако дури и прикриена. Обично си некако во темни бои, па да речам твојата црна ми е мене омилена боја.
Инаку јас сум си голем љубител на тој драматичен минимализам, нели? Да е тоа некој едноставен крој, некоја прилично минималистична форма, но со некој моќен детал. Сакам тоа кога е сцената во прашање. А вака лично ми е важно да сум удобен, иако последниве години тоа е под влијание нели на јогата и на аюрведата, почнав да ставам и малку поведри тонови, кои што дефинитивно вака ти ја подкреваат и вибрата, даваат нели еден оптимизам, една позитивна енергија. Има то логика, има то своја смисла, иако за важни настани не отстапувам од црната. Црната ми е некако најудобно. Црно си е црно. Црно па се не види. Кога еве нели ги спомнавме сите овие активности, сите овие нели обврски кои што ги имаш, меѓутоа што правиш кога си во своите 4 зида и кога немаш никакви обврски? Што е она што те релаксира? Па ме релаксираат многу работи, иако јас не умеам да сум без работа. Јас и кога немам ангажмани професионални, си ги создавам. Значи си создавам мои мали лични проекти низ кои си канализирам некоја моја креативна енергија. Ме релаксира музика, ме релаксира литература, многу читам. Кога не сум во процес на работа, тоа многу луѓе не може да го разберат дека ние актерите, воопшто уметниците, кога сме посветени на некое наше авторско дело, тогаш не се контаминираме со влијанија други. Тогаш не гледам филмови, не слушам поинаква музика која знае да ме изведи од тој филм. Но кога сум слободен, кога немам ангажмани, да, гледам многу филмови, читам многу книги. Последниот период оваа корона година искористив конечно да се посветам на моите магистарски студии. Направив магистарска представа петото годишно време со мојата драга пријателка Олга Панго, која што воедно и нејзин голем јубилеј како балетски уметник. И сега ми остана уште тој... Значи танцот некаде... Се разбира. Танц театарот ми е мене еден вид уметничка специјалност, нешто на кое што сум посветил многу години од моето образование, од мојата авторска работа како уметник. И сега еве заокружувам со тие магистарски студии по театарска режија и за кои ми остане уште завршниот испит или предавањето на научниот труд, кој се надевам дека ќе го реализирам до крајот на годината, откако ќе завршам со овие интензивни снимања на преспав. Така ќе те прашам и за тоа, бидејќи нели тоа е актуелно сега периодов. Спомена читање, па некако ми дојде во главата една мисла од Хемингуеј, јас сега нели ќе парафразирам. Да. Беше нели ако ти побараат да ја напишеш највистинската реченица, која е реченицата што ќе ја напишеш? И сега јас тебе нема да ти дадам да пишуваш, меѓутоа ќе ти дадам задача да ја дадеш, ако можеш, нели воопшто, највистинската порака до младите. Затоа што некако се ми се чини дека нели и низ муабетот ни се провеа таа нишка дека веќе тие вистински вредности како да ги... Па тоа од нас зависи, а тоа е затоа што изгубивме вербата. Так. И тоа е мојата порака, да веруваат во себе. Вербата е се. Се што правиме во животот, се што создаваме во животот, убаво, добро, позитивно, афирмативно, е врзано со верба. Се тргнува од верба. Таа мојата професија е уметничка, така тргнува од верба во некаква идеја, која потоа се преточува во нешто конкретно, реално, без оглед дали тоа представа, филм, телевизиска серија. Меѓутоа, се е врзано со вербата. И тоа е мојата порака до младите, да веруваат во себе, да веруваат во тоа што го носат внатре во себе. Секој од нас има некаква мисија, човек само треба да ја открие во себе си, да верува во тоа и само да ја преточи во она што е наша реалност. Материјална, таква како што е, нели? Прилично материјална, но се потпира на вербата во духовните вредности, односно на вербата во тие убави, благородни идеи кои го прават нашиот живот убав и на кои му даваат смисла. Без таа смисла, што е животот? Нели? Една монотона приказна, која секој ден изгледа малте иста. Еве ни стигна традиционалната велешка пита пастрамајлија. Значи, драго ми. Ви благодарам. Јас не благодарам. Јас ќе си пијам водичка. Водичка си имаме. Значи, добре. А инаку да се пие со убаво црно
се јаде со убаво црно вино. Драго ми е што ти верував денес, јас тебе нели кога веќе зборувавме за вербата, пред И еве убаво традиционално послужена со подпечена везена сува пиперка. Не знам дали е лута или блага. Јадеш луто? Јадам. Јас сум голем љубител на зиската храна, која знаеш дека има многу значи, лути многу вкусови. Иако во периодот на пролет и лето избегнувам луто, затоа што лутото ја зголемува агната, оганот, нели, создава вишок на енергија, кој што знае да те прави нервозен, трпелив и така натаму, но за зимски период е добро малку луто да не згрее, да не згрее. Кажи ми, знам дека нели во некои градови каде што се прават нели ова е пита, на друго место се нарекува пастремајлија, слични се рецептите, финеси се во прашање, и сега некаде се јаде со раце, не знам се вели да се, не знам, штипне, касне. Овде има ли некој? Па види, се што е тесто во македонската традиционална кујна најдобро е да се јаде со раце. Тоа е така е највкусно. Јас лично ме бива за лебови. Правам убав леб од разни брашна, претежно целовити, интегрални. Меѓутоа најголемиот марифет за велишката пита пастремајлија, покрај пастрмата, нели, кој што е специфичен, кој има специфичен, прилично доминантен, остар вкус, некои луѓе нели не ја милуваат. Најголемиот марифет е да се погоди тестото. Знаеш ли да направиш пастремајлија? Како не, меѓутоа има големи марифети. Просто не може секој да го погоди тестото, затоа треба мајсторија. Има точен размер на состојки, има тајни состојки кои се додаваат за да е крцкаво, да е така подпечено, а инаку внатре од мастрафот, како што викаат, нели за емисијава од мастрав муавет, се става свинско мевце, пастрма и го дозгора се прелева со јајце. А ова е веројатно мојата вегетаријанска варијанта на пита пастрмајлија. Супер, ви благодарам. Ете мене ми ставиле зарзавати. Јас на место пастрам имам цецкани вафли. Мислам дека ќе се менуваме, но сигурно е вкусно, затоа што ви кажав, целата тајна на вкусот на велешката пита пастрмајлија според мене е во тестото. Мириса нема да можеме долго да зборуваме, само ќе те прашам, бидејќи нели го споменуваме неколку пати Преспав, во моментов се снима новата сезона. Да, шестата сезона. Да, кога можеме нели да очекуваме и што можеме да очекуваме? Па ние снимаме секој ден. Се монтираат веднаш снимените епизоди, јас очекувам дека во декември традиционално, нели? Ќе започне еметувањето на македонска телевизија, да очекуваат многу хумор, многу смеа, многу забава. Марио нон-стоп изненадува, впрочем како и сите ликови. Има развој и сите ликови. Мислам дека публиката ќе има прилика да види едно ново, сосема поинакво издание на Преспав од оно што го виде, да речеме, во првите 3 или во оваа последна 5-та сезона. Многу ме копка, чекам да гледам. И јас едва чекам да видам што сме снимили и да се забавуваме. Ќе се смееме сите. Јас денеска навистина си поминав прекрасно, многу ми е драго што ја прифати поканата буквално од прва и драго ми е што имав можност нели да прошетам низ Велес од ќе речам повторно и да го нели научам Велес од една поинаква перспектива, затоа што сум доаѓала. Од моја нелична перспектива. Да, знаеш, друго е кога ќе дојдеш, поинако е кога ќе дојдеш, па не знам, во некоја кафеана на ручек или службена, друго е кога ќе имаш можност да се прошеташ, па ќе освежиш нели некакви си спомени, сеќавања. Висиравме спомени, сеќавања, тоа е убавината на емисијава. Јас многу ви благодарам за поканата, за убавата мисла. Јас си поминав многу убаво. Одамна не сум имал прилика и јас вака да си прошетам низ Велеса и да евоцирам некои мои убави спомени кои секогаш ме врзуваат и ми го негуваат тој жар, нели? Секогаш одново и одново да му се навраќам на родниот град и секогаш одново и одново да откривам некои нови моменти. Навистина ми е жал, Зборков си сме двајцата што немаме барем уште толку време да си Секогаш имаме ние време да си го повториме ова. Се надевам и лично. По некоја следна прилика. Сега ќе искористам прилика, Марио ќе го поканам следниот пат. Може. Марио ќе зборува. Може и јас ве поканувам и да не дојдете во театар, имаме наистина убави представи. Таму се гледаме сигурно. Така што ве очекувам сега кој ќе почнеме со оваа зимска сезона на изведби да ни дојдете па да ја повториме оваа прекрасна есенска средба што денес имавме. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам од срце јас.
Ени, трпезава е полна. Вака ли се опуштате редовно? Вика, што е дефиниција, вика, за ловци, вика, тоа е организирана вооружена група, што преку кафана, вика, преку шума идат во кафана, вика. Па ние, значи, Така да, суштината на ловот на дружбата повеќе е баш овој момент, после самиот лов, него самиот момент на лов.